Да ги погледнеме најавите за денешните настани. На улицата Прилепска се одвиваат активности за привремено способување на улицата за сообраќај. Формиран меѓуопштински одбор за управување со отпад од Пелагонискиот и југозападниот регион. Охридите во еколошки дефицит. Секој граѓанин троши повеќе природни ресурси отколку што се достапни во општината. Во Охрид во октомври издадени 6 одобренија за градба. Новогодишната хуманитарна акција на Црвен крст Волшебна елка од денес во Охрид мол. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид по студеното утро со температура од 1 степен Целзиусов, во текот на денот имавме сончево време со умерена локална облачност и релативно топло за овој период од годината. Дуваше слаб ветер од северозападен правец. Минималната температура изнесуваше 1 степен Целзиусов, а максималната дневна 12 степени Целзиусови. Во Охрид утрек имаме сончево и релативно топло време со мала до умерена локална облачност. Во утринските часови ќе има појава на магла и зголемена облачност која во текот на денот ќе се намали. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Минималната температура ќе изнесува 2 степени Целзиусови, а максималната дневна 11 степени Целзиусови. Под влијание на висок воздушен притисок во Македонија продолжува периодот на претежно сончево и тивко време со мала до умерена облачност. Во ноќните и предпладневните часови наместа ќе има појава на магла и зголемена облачност која во текот на денот ќе се намали. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Минималните дневни температури утре во Македонија ќе изнесуваат од -3 до 4 степени, а максималните дневни од 10 до 15 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Жито Маркети. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи,
кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. На улицата Прилепска се одвиваат активности за привремено оспособување на улицата за сообраќај. Градежните зафати за реконструкција на оваа улица се пропратени со низа предизвици, посебно изминатиот период поради обилните врнежи од дожд. На последната седница на Совет беа пренесени неколку барања од жители на Прилепска за нормализирање на состојбата. На улицата Прилепска се работи на санирање на состојбите по проблемите кои настана од обилните врнежи изминатиот период, при што беше невозможено нормално одвивање на градежните зафати за нејзина реконструкција, како и секојдневното функционирање на жителите. Покрај екипи на двете јавни предпријатија, Нискоградба и Водовод, на терен се и работници од градежни фирми кои што имаат соработка со општината Илинден, Марковски и Бокоп. На вчерашната седница на Совет, советничката од Левица Виолета Аврамовска пренесе барање на жителите на улицата. Дописот кој советничката го презентира пред советниците бил поднесен на 24 ноември во општината и адресиран до градоначалникот и до Советот, а во кој жителите бараат поставување на чакал по раскопаните дупки, линијата каде се извадени асфалтните плочи, затворање и обезбедување на отворените шахти, отворање и прочистување на двата канали од двете страни на улицата, проширување на улицата по катастар. Според дописот за состојбите, граѓаните бараат и одговорност од раководителот на секторот за комунален развој, сообраќај и улици. Жители на Прилепска одржаа и протест на кој бараа асфалтирање на нивната улица. Она што мене ме интересира и нив ги интересира, првите 4 точки, дали и кога ќе им бидат исполнети овие барања, односно кога ќе биде асфалтирана улицата, затоа што сами, како што јас имам и фотографии овде, но и сите вие видовте на протестот, навистина е она ужас што го видовме, пропаднати автомобили кои морат да ги вадат со багер. Тони Ивановски од секторот за комунален развој во врска со пропаднатите автомобили посочи дека представници на општината одржале 2 состаноци со жители на Прилепска пред отпочнување на активностите за целосна реконструкција и им објасниле какви се градежни зафати ќе треба да се спроведат и што тоа ќе значи за нивното секојдневно функционирање. Улицата согласно сообраќајниот режим на сообраќај е значи целосно затворена и она што се дешава со автомобилите фактички е неодговорност на граѓаните. Во онакви услови како што се одвиваат градежните работи, нема можност за сообраќај, му објаснивме на граѓаните, меѓутоа во тие 670 метра колку што е забранет сообраќајот и покрај обилните врнежи на дождот, сообраќајот се одвиваше и дојдовме до состојба како што дојдовме.
Прилепска е улица која што има проблеми не само сега, туку во изминатите 7-8 години, поради несоодветна фекална канализација која создава проблеми по домовите, несоодветна водоводна мрежа која предизвикува недоволно снабдување со вода на жителите од тој дел на градот, поради што неопходна беше обемна реконструкција која очекувано е да биде пратена со предизвици и бара време и трпение, посочи Ивановски. Вистина ситуацијата е онаква каква што опишавте, меѓутоа општината не седи со скрстени раце. Чекавме времето да се стабилизира онолку колку што е можно во овие временски услови и од денес веќе на терен од савајлето се започнати активности за санација, односно привремено оспособување на улицата за сообраќај. Каква ќе биде ситуацијата после оваа санација? Нема да биде идеално. Ситуацијата може да ќе биде подобрена, меѓутоа треба да сватиме дека сите овие активности кои што во моментов се спроведуваат на терен сакаат и стрпливост и сакаат и носат нормално вакви последици. Ивановски потенцира дека улицата ќе биде комплетно завршена и асфалтирана до април, пошто жителите ќе имаат комплетна канализација, нова водоводна линија, кабелска инфраструктура каблирана по земја и мрежа за електрична енергија која ќе ги задоволува нивните потреби. Формиран меѓуопштински одбор за управување со отпад од Пелагонискиот и Југозападниот регион. Станува спор за формален и функционален механизам што ги обединува двата региона во единствена структура за управување со отпад. Со ова државата прави решителен чекор кон воведување модерен, координиран систем за управување со отпад по европски стандарди. Представници од општина Охрид заедно со колеги од останатите општини од Пелагонискиот и Југозападниот регион деновиве во Скопје одржаа конститутивна седница и официјално го формираа меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад. Станува збор за формален и функционален механизам што ги обединува двата региони во единствена структура за управување со отпад. Новоформираното тело ќе има обврска да усвојува регионални планови за управување со отпад, да ги одобрува клучните инвестиции во регионалната инфраструктура, да координира активности за затварање на постојните депонии и надминување на проблемите со дивите депонии, да го надгледува спроведувањето на регионалниот систем за управување со отпад и да обезбедува транспарентност и активно вклучување на граѓаните во процесот. Со воспоставувањето на меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад, всушност започнува следната фаза од реформата за управување со отпад, која вклучува пред се изработка на нов регионален план за управување со отпад 2026-2032 година, финализирање на процесот за формирање на регионалното комунално предпријатие, координирање на работата на надлежните институции, но и засилен ангажман за целосно и навремено информирање на јавноста. Активностите се спроведени во рамки на проектот Одржливо управување со отпад на локално ниво, поддржан од Шведска, имплементиран од Solar International. Охрид е во еколошки дефицит, односно жителите трошат повеќе ресурси отколку реалните природни капацитети на општината. Ова го покажува студијата за еколошкиот печаток што ја усвои Советот на општина Охрид. Документот представува основа за подобро планирање и управување со природните ресурси, идентификување на клучните извори на притисок врз животната средина, креирање на политики за одржлив развој и унапредување на квалитетот на живот и заштита на животната средина. Секој жител на општина Охрид троши 55% повеќе природни ресурси отколку што се достапни во самата општина. Тоа значи дека општината е во еколошки дефицит. Ова го покажува студијата за еколошкиот печаток што ја усвои Советот на општина Охрид. Студијата е дел од годишната програма за заштита на животната средина и природата, а ја изработи консалтинг фирмата Г-Консалт од Скопје по нарачка на општината. Еколошкиот печаток е тој кој што се човекот троши и емитува емисии. Со тоа што доколку биокапацитетот е помал од еколошкиот отпечаток, тогаш доаѓаме до еколошки дефицит. Значи се троши повеќе отколку што може природата да абсорбира. Доколку биокапацитетот е поголем од отпечатокот, тогаш е позитивно, односно се создаваат природни ресурси повеќе отколку човекот користи.
Доколку се трошат само ресурсите достапни во општината, може да се пресмета за колку дена целосно би се потрошиле. Според пресметките, жителите на Охрид за 2025 година ги потрошиле капацитетите на природните ресурси на 23 август, што значи дека постои дисбаланс меѓу потрошувачката на ресурси и реалните капацитети со кои располага општината. Студијата е изготвена според стандардите на УНЕСКО, а во пресметките земени во предвид се повеќе клучни области кои имаат влијание врз животната средина, односно аглеродниот отпечаток во општината, како енергетиката, производството на храна, туризмот и инфраструктурата. Во општина Охрид најголем е аглеродниот отпечаток кој доаѓа од емисиите кои ги создаваат активностите на човекот во транспортот и енергетската потрошувачка, што посочува потреба од премин кон обновливи извори на енергија. Потоа доаѓа туризмот, со тоа што значаен е притисокот од сезонската потрошувачка. Со релативно низок отпечаток се производството на храна и земјоделството и инфраструктурата и урбанизацијата, но и тука има место за подобрување, посочуваат експертите. Тоа значи дека е потребно сериозно еколошко освестување затоа што ресурсите во природата се ограничени. Кои се препораките и мерките за да се намалат овие емисии, односно аглеродниот отпечаток, дел е тоа да се користи обновлива енергија, да се користи енергетска ефикасност, почист транспорт, да се поттикнува локално и одржливо производство на храна, туризмот да се развива одржлив туризам и со намалување на сезонски еколошки притисоци. Потоа имаме да се планира и градби со принципи на зелена инфраструктура и минимално заземање на биопродуктивни површини. Да се зајакне одржливото стопинствување и пошумување со цел за заштита шумите, кои што се највеќе го абсорбираат далечните емисии и индивидуални мерки, односно секој поединец треба одговорно да постапува со сите ресурси, со потрошувачката. Потребни се институционални мерки и стратегии, но промените започнуваат од одговорноста на секој поединец за заштита на животната средина и одржливо користење на ресурсите, посочуваат експертите. Охрид и Македонија денес и утре се домаќини на Министерската конференција на Советот на министри за култура од Југоисточна Европа. Јакнење на културата во функција на одржливиот развој. Воведно обраќање на конференцијата ќе има министерот за култура и туризам Зоран Љутков, а обраќања ќе имаат и директорката на регионалното биро на УНЕСКО за наука и култура во Европа со седиште во Венеција Магдалена Ландри, министри за култура, заменици министри и представници од земјите од Југоисточна Европа. На конференцијата ќе биде усвоена Охридската декларација, одржливи културни модели за иднината. Република Македонија го презеде председателството со Советот на министри за култура од Југоисточна Европа јакнење на културата во функција на одржливиот развој во 2024 година за време на министерската конференција што се одржа во Херцег Нови, Црна Гора. 6 одобренија за градба издала општина Охрид во октомври. Според издадените одобренија, предвидена е градба на 109 станови. Во Охрид во октомври биле издадени 6 одобренија за градба, од кои 4 на деловни субјекти и 2 одобренија на физички лица, според податоците од Државниот завод за статистика. Предвидена е изградба на 109 станови со вкупна корисна површина од 6195 метри квадратни. Во Струга издадено било едно одобрение за градба на деловен субјект. Во општина Дебрца во октомври издадени се 2 одобренија за градење на инвеститори физички лица. На ниво на државата во октомври се издадени 446 одобренија за градење, што е за 22,9% повеќе во однос на истиот месец од претходната година. Од вкупниот број издадени одобренија за градење, 289 или 64,8% се наменети за објекти од високоградба, 68 или 15,2% за објекти од нискоградба и 89 одобренија или 20% за објекти за реконструкција. Во извештајниот период е предвидена изградба на 1177 станови со вкупна корисна површина од 101.286 метри квадратни. Традиционалната новогодишна хуманитарна акција на Црвен крст Охрид Волшебна елка од денес до 22 декември во Охрид Мол.
Стартува новогодишната хуманитарна акција на Црвен крст Охрид, Волшебна елка, во соработка со Охрид Мол, наменета за децата од социјално загрозените семејства. Во просторот на молот кај големата новогодишна елка, волонтерите од Црвен крст Охрид во посебен сад ќе постават волшебни лампиони во кои што ќе се напишани скромните новогодишни желби на децата од социјално загрозените семејства од Охрид и Дебарца. Секој наш хуман сограѓанин, фирма, институција ќе има можност да избере еден или повеќе волшебни лампиони и да ја исполнат новогодишната желба напишана во него, со обезбедување на подарокот. Подарокот може да се остави во аптеката Via Farm во Охрид Мол или да се однесе во просториите на Црвен крст Охрид. Акцијата трае од 11 до 22 декември, а децата своите новогодишни подароци ќе ги добијат на предновогодишната забава, која ќе се одржи на 25 декември во Охридскиот мол. Во радосен декември, месецот на дарување, да ја расшириме и споделиме прасничната магија и во духот на хуманоста, солидарноста и љубовта да направиме да се остварат барем некои од новогодишните желби на децата кои живеат во социјален ризик, порачуваат од Црвен крст Охрид. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.